Благодарам, подпредседателе. Господјо Катица Николовска, морам да констатирам дека сум разочаран од вашето експозе. Као да не сте ги гледале седмиците кога беше тука господјата Билјана Ивановски, морам да признам дека сега скоро беше и дебатата на комисијата, и дебатата на седница, и за стратегијата, и за извештајот за 2019 година, што беше закаснет. И јас добив впечаток од незе дека таа е навистина неутрална политички, дека има објективни и субјективни проблеми во работата на вашата институција, дека сака да има ред и поредок во оваа држава и ниту еднаш не почувствував било каква политичка обоеност во ниту еден говор, а ги имаше многу и беше многу активна овдека во собранието. Јас со жалење можам да констатирам дека не можете подсвесно да избегате од обоеноста политичка која што ја искажавте од оваа говорница. Зборувате за случаи, за поранешни градоначалници, се дрзнувате да зборувате за нешто пред 5 години, а молчите за тоа што се случува сега. Јас мислев ќе кажете дека немате нешто ви излегло, па не знаете зашто градоначалникот на аеродром набавува сијалица од 1000 евра. Тоа не го знаете ли, не го слушате ли? За Леонардо шо направивме со Рашковски? За оние софтвериве на Рашковски не ги гледате ли? Прв пат видовме на телевизија како Ден Дончев, топ 3 директори зема пачка пари, си ја става од джеп и си оди. Тоа одговорницава не го спомнавте. Поранешните градоначалници што граделе јавни објекти ви се проблем, а актуелниве не ви се проблем. За истиот тој градоначалник што не му го спомнавте името, неговиот наследник оваа година троши 14.500 денари за чистење на снег, а неговиот колега од Сопиште 3.500 денари. Тоа не го гледате. Тоа не ви интересира. Ама пред 5 години што било ви интересира. И тоа да го истражите. И тоа да го истражите, ама на ова да не му ќутите. Ама ова не ви интересира. И навистина сум фрапиран како таа обоеност гледате вести само кои што сакате да ги гледате. Јас мислам, навистина Билјана тука мене ми даде сигурност дека се работи за независна институција. Ова не е во ред. Ова не е во ред. Логистиката не ги скритикувавте од мнозинство дека ви ја зема Артан Груби. Се плашите ли? Артан Груби величанствени дојде ви ги зема просториите. И тоа е за критика? А не можеме ние за тоа што повлековте во закон сертификати за англиски јазик на директори. Од тоа не се краде. 3 прашања ме интересираат. Колку имате обвиненија, колку од тие обвиненија се со судска пресуда завршени и колку пари од корупција сте вратили во буџетот на Република Македонија и дали го оправдувате вашето постоење? Со бројки ми одговорите, ме молам.